Сончевото време и викендов им одеа на рака на организаторите на манастирските и црковните прослави на двата едно по друго празника – Света Петка и Свети Пантелеимон. На денот на Света Петка најмасовен собор се одржа во живописната природа на Плачковица, каде во кругот на истоимениот манастир имаше верници од општина Зрновци, гастрабајтери и многу други. Ова свето место стана популарно со појавувањето на светицата пред 10 години на фотографија што ја направиле деца на огромната карпа на која и сега стои голем крст. Веројатно едно од најспецифичните свети места кое за сите верски празници има посебно манастирче се наоѓа во непосредна близина на селото Соколарци. Овде дури 9 верници низ годините наназад подигнале мали манастирчиња и свети објекти, поврзани со свети водички, кои се нашироко познати по својата лековитост и исцелителна моќ. Многу лековита водата, кој си дојде и за женитба и за дечиња, за се си најде лек тука. Само со верба у Бога. Ако нема верба, џабе е. Има од сега, за се си има. Даде повеќе фамилии си дечиња не имаат, секој си женија и си од дома, среќа, слога, мир си најдат у фамилија, убавиња, здравје си најдат. Кој што си желба има. За верниците денеска има повеќе јагниња, курбани донесени што ќе се колат и оришче со компирче, манџичка. Од благодарност и донација. Тоа е донација на луѓето, од народ за народ. Имаше луѓе од Скопје, од Кочани, од Штипско, од Словенија, сега има повеќе странци што се тука на одмор, а некои доаѓаат и лично за овај ден. Малите духовни објекти се посветени на различните светци и светици, па речи си да нема верски празник без општонароден собор. Најмасовниот собор традиционално се одржува во прекрасното опкружување на манастирот Свети Пантелеимон во селото Пантелеј, каде годинава се собраа неколку илјада верници за да го исполнат својот празничен и духовен живот. Комплексот со доминантна манастирска црква и иконаци го посети и владиката Иларион, кој во сослужение на повеќе архиереи ја одржа утринската литургија и го благослови празнувањето на Свети Пантелеимон. Во сите манастири во Кочанската котлина и на Плачковица и Осоговските планини се служија манџи за здравје, а верниците играа и пееа до доцните вечерни часови.